Ја запознавме Јасмина, жена со тивка, но несопирлива сила. Самохрана мајка на 4 деца која секој ден се буди со една мисија – да им подари љубов, сигурност и иднина, иако самиот живот често ја ставал на колена. Мајка сум самохрана, мајка сум и разведена воедно на 4 деца, од кои двете се големи, а двете се малецки. Првиот сопруг, што беше, почина. По смртта, пошто бев ми исклучени од струја, бев ми исклучени од вода, заради заостанати долгови од сметки, куќата наша, седејќи на свеќе, се запали. Животот не е бил лесен, но секогаш го става доброто за своите деца на прво место. Тие се нејзиното најголемо богатство, нејзината сила и причина да продолжи напред. Значи, можеш да подмириш кирија, можеш да подмириш струја, можеш да подмириш вода, можеш да купиш храна на децата, мора да јадат. Јас не можам да ги оставам. Јас не сум јадела денови за да јадат моите деца. Имало моменти кои сум легнувала гладна. Ама тие биле сити и ќе бидат. И ќе се борам. И никогаш нема да се откажам. Таа вели, се радувам на животот што го имам со моите деца, тие се моето најголемо богатство. Многу е тешко да гледаш дека треба да дадеш помош на твоето чедо. А дека таа помош не можеш да имаш. Сакам да имат нивен дом, нивен покрив. Тоа ми е желбата што ми е овде, во ова мое срце мало што бие во моите гради. Незината приказна не беше само сведоштво за мајчинство, беше лекција за храброст, за истрајност, за тоа како срцето може да биде големо и тогаш кога животот е тежок. Работам и по цели денови сум работела. Во моментот да, сум вработена. Значи работам. Јас сум задоволна од мојата плата што ја земам. Трошковите се многу големи. Зборам целокупно за цела фамилија од 4 деца. Сакам и јас да ве поздравам од нашиот пријател Flex Credit, кој што ви донира моментално 15.000 динари, кои што ќе ги искористите за бела техника. Што вам ви недостасува во домот, тоа ќе си одберете. Многу ви благодарам. Фала ви многу. Најмногу ви благодарам. Ете, ова за мене и ова не го очекував. Значи вака ми спомена дека едно од ќерките треба да прави операција. Треба да се оперисува, да, ама лекарите и викаат 50-50. Зашто се работи? Се работи за кичма. Таа е многу талентирана, исто како и големата. Значи има многу голема желба за да учи, да постигне некоја цел. Има сега 19 години. Да, сега 20. Заврши средно училиште? Така, да. Не продолжи на факултет, затоа што ете, јас не можам финансиски, не можам да издржувам. А она сака да учи. Јас имам една многу убава вест за таа ќерка. Нашата екипа и факултетот за туризам доделува стипендија да продолжи да учи. Веднаш по емитувањето на емисијата стигна долго очекуваниот повик. По цели 4 години чекање, конечно беше закажана операцијата за нејзината ќерка Ангела. Операција која беше од животно значење, а која до вчера беше само желба, молитва и неизвестност. Но приказната тука не застанува. Напротив, добрината почна да се движи како бран. На Универзитетот УТМС, токму во моментите кога Ангела се опоравуваше во болница, се донесе голема одлука да и се додели целосна академска стипендија. По 4 години чекање, веднаш што заврши емисијата Срце на дланка и се јавија дека ќе фати процедура за незината 4 годишна чекање за операција. Тоа ќе се случи утре. Јас си посакувам многу здравје и со лесно да помине операцијата. Не знам дали ти е познато ова место. Ова е УТМС, односно универзитетот во кој што Ангела ќе студира. Ајде да земеме стипендија за Ангела. Ајде. Леле, какво е убаво место. Нели? Прекрасно нешто, да. Ки се допадне ли на Ангела?
Јас мислам дека ќе се допадне и Се надевам дека по 4 години кога ќе има диплома, ќе не викнете да снимиме. Како излага со диплома? Ајде да одиме до кај деканат. Со поддршка на нашиот спонзор и донатор Flex Credit, Јасмина конечно добива нешто што одамна го немала. Можност самата да избере, можност да одлучи што е најпотребно за незиниот дом, за незините деца, за нивната иднина. Значи би сакала нешто како телевизор и бидејќи Ангела треба да јаде исклучиво храна без масноти, јас би сакала и ерфраер. Ајде да разгледаме. Ајде да видим која опција би била најдобра. Ајде. Имаме 5860 динари и таму рековме 10.400 беше? Така да. Чекај, ти за набу. Имаме 3560. Тоа би било, мислам дека сосем коректно. Така? Што имаме понатаму? 4990 готвач на топ воздух. Океј. Мислам дека имаш и поевтин, ако не се лажам, телевизор и можеме Да одбереме нешто овде, да. Готвач на воздух. Потоа продолжуваме кон гостилницата дома, место каде што топлината не е само во храната, туку и во атмосферата. Операцијата беше успешна, но повеќе часовно, значи 10 часовна операција што бев во исчекување. А во тој момент ја доби стипендијата. А во тој момент ја доби стипендијата, значи и радосна и загрижена за неа. Во тие моменти таа не е само дел од емисија, туку жена, мајка, борец, символ на сила и достоинство, одамна покажа дека знае како да се бори, но сега конечно има и причина да се насмее. Со срце полно болка, но и надеж, застанавме пред пепелта на еден дом. Самохран татко, 2 детски насмевки, што тогаш згаснаа во солзи. Момчето од 5 години го следи татка си на работа, а девојчето се грижи за домаќинството. Од кога момчето работи Со мене малиот е од 6 години. Од 6 години, Од 6 години работи со вас? Со мене в шума. Одиме в шума и татко Во ми колку паш саат станувате? 6-7. Се бањавме в корито, дома децата. Се стопля вода. Што сакаш, кажи ми? Па би сакала да излезам со другарките в град да прошетам. Ама за да излезеш ти треба пари. Не можеш ти да излезеш и ако речат ајде да пиеме нешто, ти немаш со што да платиш. Немам излезено што треба пари за да излезеш, ако излезеш ти треба да платиш. Еднаш тие ќе ти платат, 2 пати ќе ти платат, ова третиот пат не може само тие да плаќа, морате еднаш ти да платиш. Нивниот дом целосно изгоре, оставајќи ги без сигурност и основни услови за живот. Од каде почнал Од тук од пожарот? позади, зашто тука ми е више тоа жиците од струјата. Така? Од тук од позади девојчето си лежи во соба. Така? Само има овде една соба, овде као кујна беше и вама соба беше. И девојчето виде во чат преку прозорот. На телефонот и скокна од тај. Кој излегва надвор и кад на баба му бега од дома изгорен. Тоа отаде право, дека овде греди стара куќа. Немаше Така? плоча. И тя само што излегле све се зафати. Колку време му било потребно на 5 минути. огнат? 5 минути само што излегла и овде е комшијата. Не може ништо да влезе да спаси, ништо. Све дека тоа дрво имам падна внатре и почна гори внатре. Јас сам во видео в чат и реков чумбето не гори, реков нема друго што. И мотера памето, реков се запаливме. И беше пламењу више ваму влезе на комшијата, вика, гасне од другата страна, ама ние не сме го спушнали. И јас само што излегов и однос викав, бабо, извагај се запаливме. А дотидев да вадам, баба ми живаче изгореше. Отидовте се бајлето во шума на работа. Од 6 и после дојде камионот кај 12 стари, во 2-3 сатот ни се јавија куќата од ванета горите. И ние трнавме надоле, да го отворивме ште малце камионот и трнавме надоле. Кога дојдовме кровот падна беше. Па имав све тука дества.
Какво детство имаш? Од мали слики, све. Највише сакам само да ни се направи куќата. Пошто тука сум навикната и тука пак сакам да се вратам. Тоа ми е најтешко што изгоре куќата. Огнот не поштеди ништо, освен надежта. Тогаш ја раскажавме нивната приказна. И таа приказна допре илјадници срца. Се враќаме на истото место, но овој пат не за да сведочиме на трагедија, туку на чудо создадено од хуманост. Благодарение на добрите луѓе, од пепелта израсна нов дом. Ѕидови изградени со љубов. Покрив под кој повторно ќе се слуша детска смеја. Ова не е само нова куќа. Ова е доказ дека кога срцето е на дланка, чудата се можни. Здраво, здраво. Браво. Како си, Ване? Добро е, работиме. Ване, може би ова за тебе не е многу, меѓутоа мене ова многу ме радува. Како Ние не сме е многу, стигнати и до то- пола. Не до пола, више ще внатра и ще имат, ама многу е постигнато. Така. Кажи ми, што се случуваше? Работиме, стариве, многу им се заблагодарувам на другариве, многу им што ми помогна. Тие трча, све за материјали што постигнавме. Видов дека твоите две дечиња се превредни. Морат и тие се мачиме, да направиме нешто, се вратиме. Циглите ставиме, тоа све внатре преградено. Сега денес котураме и лимот горе, чатијата, па после здравје внатра, ќе мачкаме колку ќе имаме време, колку ќе наставите. Веќе внатре имате Све, прегради направено? све, Се е направено. Леле, колку се радувам. Ова ќе биде тоа салоната. Салон. Овдека ќе пиеме кафе наредна емисија, така? Тука собата. Здраво, Стефи Вредница. Здраво. Како си? Добро. Стефи, многу си вредна. И минатиот пат ти ми кажуваше колку си вредна и колку сите домаќански работи ги извршуваш, меѓутоа ова веќе е премногу. Секоја ти чест. Кажи ми како си, дали си среќна Да. за сето ова што е направено? Да. Многу сум среќна, пошто се направи куќата. Кажи ми каква е ситуацијата тука, дали секој ден доаѓаш да работиш тука или Да. пак школото малку те... Па, школата сега толку не ме интересира. Како бе не ти интересира, море тоа да ти интересира? Не е толку. Појќе тука работиме в село, идеме. Така. Пето како дојдеме порано, ќе дојдеме со татко ми. Со мајсториве нешто ќе им помогнеме. Денес Антонио сам рамо до рамо со мајсторот го поставуваше кровот на собствената куќа. Здраво на сите! Здраво. Убава работа да имате, како сте? Добри. Дали ќе го пуштите малку Тони да си поправа муабет? Кратко ќе го земам, кратко. Ајде Тони, дојди Злата. Здраво Тони, Здраво. како си вредно момче? Добар. Добар ли си? Да. Кажи ми како оди? Убаво. Убаво? Многу си вреден. Што мислеше? Кога дојдовме ние минатата емисија, ти беше скроз различно дете. Кажи ми што мислеше тогаш, што мислиш сега? Тогаш мислев дека немаше се направи, ќе падне снег, ќе врне дождови. Радосен бев кога почна луѓето да се јавуваат по телефони дека ќе донираат материјали, средства. И тогаш среќен бев. Да го довршиме она што заедно го започнавме. Затоа што кога срцето е на дланка, ниеден ѕид не останува празен. Здраво Ване, како си? Добро. Како патуваше? Убаво, Убаво. Како сте по дома? супер. Што прават дечињата? Супер. Едниот ми е со мајсторите, другото ми е дома со мајка ми. Ване, и уште првиот пат ти кажав дека нашиот пријател Flex Credit ти доделува 15.000 динари да си одбереш од бела техника. Сега влагаме во Елипсо. И Елипсо се наши веќе пријатели. Добар ден. Ке разгледаме перална да ни ги објасниш кои се што се поекономични да бидат за Вака са, ние потрошувачката. во нашиот салон имаме, значи, почнуваме од бошот, нели најнормално е тоа, дека бошот е малце поскапо. Имаме горење, бош, фаворит, горење, ова кажи го, вокс.
кончарот, али се за сега кончарот ми е најпродаден производ. Мислам после бошот. А некоја тинџера да не треба на папата? Може. Сакаш да видиме? Вана, јас мислам дека задоволен ќе си заминеш од тука. Благодарам за Flex Credit и се надевам дека субово ќе си готвите и кога ќе биде се готово, веќе икам да навикнете на кафенца. Готово. Ти благодарам, среќен ти пат до Гостивар и продолжете со вредна работа. Во малото градче Богданци живее семејството Митеви. Скромно семејство кое со години се бореше со тешки услови за живот. Семејство со 4 прекрасни дечиња кое секој ден живее во услови што ниту едно семејство не заслужува да ги почувствува. Во куќа стара и разнишана, без основни услови за живот, тие се борат да опстанат со една единствена плата. Во дворчето пред куќата мал импровизиран тоалет, а во домот просторија што служи и како кујна и како бања. Топлата вода ја загреваат на плинско, а децата ги бањаат во корито. Но она што најмногу трогнува е дека и во најтешките денови, оваа мајка и овој татко никогаш не дозволиле да не почувствуваат љубов и грижа. Миле, може да Може. одиме да прошетаме. Изволка. Ова е ходникот тука. Ова е кујничка? Да. Имате вода, така? Да, има. Тука? Има. Има и овде ги бајнеме децата. Каде ги бањате? Па овде со корито. Овде си правиме једење на плинско. А тука кој спие? Не спие некој пошто тече тука. Каде тече, Мила? Оваа страна најмногу тече. И тука тече. И затоа ова со неа користим. Така, овдека ви е машината за Да. перење, тука ви се фрижидерите. Фризер, само ова работи, два не. Смеам ли да отворам да видам што имаш во Може. моментов? Ајде, друг имате уште една соба. А овдека немате прозор? Нема. А зимно време кога ги бањате децата? Зимно време и в другата соба. Аха, во Кај што- другата собичка. Да, Аха, тука на дрва се на греете? дрво. На дрво. Како спиете? Па тука јас со 3 деца и тука Сопругата. да, Дедовите ви се со мувла. да. И тука знаам некој пат да протече, ама не толку. Протекува? Протекува. Ако Знам. има повеќе денови Повеќе дожд? денови, да. А пилени на колку време минува? Колку еден пакет пилени за колку време ви Па се зависи колку пакета. 2 пакета големи секак месечно. месечно? Месечно. Од 2 може и 30, зависи. Може ли да ме однесеш до WC-то? Може. Ајде. Фала ти. Ајде, Мила. Гледам овде сте ставила нови прозори, тоа ме радува. Веројатно веќе не ви дува. Не дува, во ми го дада еден пријател. О, браво. Иначе таму А имаше... овдека шпорето овој не работи? Не, ништо не работи тука. Добра. Навака одите за во тоалет? Да. Каде Ова ви е тоалет. тоалетот? Да. Каде? Овде. Ова? Да. Овдека? Да. Овде. Овдека одите во тоалет? Да. И децата зимно време одат овде? Да. Нема каде. А зошто се овие работи? Тие не се мои. Каде славеше роден ден? Дома. Другарчиња ти дојдоа? Да. Колку другарки имаш? 2. А имаше торта? Не. Зошто? Оти нема пари да купат. Каква торта сакаше да имаш? Мики Маус.
Каков роден ден посакуваш ти? Јас посакувам роден ден да ми биде со торта и да имам нешто там на масата. Благо и нешто така сокче и воичка. Не дуваше свекичка? Не, Ти замисли желба во моментот? да, Која ти беше желбата, Мила? да имах торта. Никогаш не си имала торта до сега на твоите родендени? Да, Кога ти е роден ден, Мила? у март на 19. Нивниот дом долго време беше место полно со љубов, но без основни услови кое секој семејство ги заслужува. Кога ја раскажавме нивната приказна, добрината на луѓето повторно покажа колку може да биде силна. Денес, домот на Митеви веќе изгледа поинаку. Кровот на нивната куќа е целосно обновен, сигурен и цврст, подготвен да ги штити од дожд, ветер и студ. Тоа е првиот голем чекор кон подобар и подостоинствен живот. Добар ден! Добар ден. Како сте ми? Добре. Здраво. Ние сега не се запознаваме, веќе трет пат се гледаме. Здраво, дечки, како сте? Ајде да се поздравиме. Имате сега и кученце. Здраво, дечки, добри сте? Браво. Минатиот пат имаше мача, каде ви е мачето? Тука Вие сте полна куќа. кровот го оставиме и купателта е измачкано. Спремно е за плочките текла работа. Машала, па големо. Па големо е преградено. Да. Таму ќе биде тушот, одлично. Туш кабина. Каде ќе се стави туш кабината? Тука. Внатре? Да. Дали можеме дечки да влагаме? Ајде. На овој дел ќе биде. Туш кабина. А тука што планирате? Тука слободно ќе биде. За качалки. Супер. Тука бањарчињата и пешкирите може да се закачат. Дали од кога е ставен кровот врнеше за да знаеме дали е средена како што треба да работат? Не, немаше дождови. Немаше дождови? Немаше. Ама се надивате дека овој пат е Добро, дотирано и средено, Да. така? И ќе го спуштим и овој дел, ќе го затворам. Така? Да. Супер. Значи големиот дел ме е затворен. Сега само тука и овој дел. Мила, може ли да ти кажам нешто? Да. Не знам сега дечињата дали слушаат. Покрај тоа што ние дојдовме тука да погледнеме што све имате направено, има едно семејство од Прилеп, кое што и секако многу други семејства го организираат роденденот на Мила. Затоа што многу луѓе во Македонија падна на незиното никогаш до сега што не имала торта. Да. За кратко, ќе направиме едно изненадување, многу големо. Ќе одиме во игротека во Богданци и ќе направиме роден ден за Мила. Меѓутоа сите сега засега молчиме. Да. Токму затоа, денес решивме тој сон конечно да стане реалност. Но девојчето за тоа не знае ништо. Таа нема поим дека денес е денот кога ќе го доживее својот прв вистински роден ден. Другарчиња кои ќе дојде да го споделат со неа моментот што таа го чекала толку долго. Тортата пристигна, одиме со другата организација. Едно дете чекаше 8 години за ова. Денес, едно детско срце конечно ќе ја почувствува магијата на роденденот, со смеа, со прегратки и со радост што ќе го исполни целиот простор.
приказна за жена која уште од најрана возраст не го запознала значењето на зборот безгрижно детство. Јас сум Венера, мајка, самохрана мајка на 3 деца. Од Злетово сум по потекло. Мајка ми почина од малтретирање од мојот татко. Уште како мала таткото се откажал од нас. Ние сме 3 сестри. Таму заминуваме во Македонски Брод, ја и средната сестра на посвојување. Од таму после го наполнив 12 години, дојав во Скопје. Ме посвои семејство, загрижувачко семејство, и од 12 години до 2018 година бев кај нив. Тогаш од тој татко ми беше исто како татко ми беше, сакаше да ме силува. Се обиде да ме силува, меѓутоа немав докази, немав ништо. Кажав на мајката, таа не ми веруваше. Пријавив во полиција, исто не ми верува, ме вратија пак назад. И така да, тогаш ми е цело време мене со докажување и со борба да се изборам за нешто подобро. 2018 година, кога мајка ми изгорува во пожар во нашиот стан во Ѓорче. Тогаш со неа... Двајцата починаа тогаш или не? Татко ми 2016 година од болест. Кога станува мајка, верува дека животот конечно ќе и даде шанса. Но наместо љубов и поддршка, повторно добива болка. Со првиот партнер раѓа дете. Насилството станува секојдневие. Психичко, физичко, понижување. Собира храброст и успева да се извлече. Но судбината повторно ја враќа во истиот круг. Меѓу време наоѓам партнер со кој останувам бремена. Не бевме венчани, не бевме регистрирани. Тој го остана бремена, ме напушти. И он ме малтретираше, ме има претепано до смрт. И после тоа ме остави сама да се борам со бременост, со тешка бременост. Со вториот партнер раѓа уште 2 деца и повторно страф. Повторно навреди, удари, закани. Насилство кое не ја погодува само неа, туку и нејзините деца кои растат гледајќи сцени што ниту едно дете не смее да ги памети. Потоа доаѓа сегашниот сопруг што ми е, кој единствена намера му беше само да дојде кај нас, да се всели, да ми го земе станот кој остана од моите родители, си беше на моje име, ме остава бремена, имав тешка бременост исто, и тогаш он искористува многу со документи, со све, што е можно побрзо да го продаде и да ме остави на улица. Со години пријавува. Се обраќа до институции. Бара заштита. Бара спас. Но системот не реагира. Или реагира предоцна. Или не реагира доволно. Таа останува сама, жена против насилството, мајка која со своето тело ги штити децата, додека законот и институциите молчат. Се додека еден ден со треперливи раце го вклучува телефонот и го снима моментот кога нејзиното дете е брутално претепано. Таа снимка станува доказ. Вистината конечно не може да се игнорира. Насилството е докажано. Насилникот денес е зад решетки. Но кога вратите од затворот се затвораат за него, се отвораат нови, тешки врати за неа. 4 години се борев со тоа, со малтретирање, навредување на мене, на децата, и одев пријавував, меѓутоа секогаш ме враќаа назад. Со моветот дека тоа е семејна работа, дека ти се реши дома, со договор, со разговор, со све тоа, меѓутоа им кажував дека тоа не е возможно со него, дека кога ќе се вратам е се полошо. Се до тогаш додека не го снимав, немаме никаков контакт, забрането ни е, освен тоа и да можам, не би го видела никогаш. Он ќе го направеше се до тоа и се излегуваше надвор. Како ништо да не се случило, како и тој ден со снимката. А детето остана на кревет да плаче. Навреди, удари, закани. Насилство кое не ја погодува само неа, туку и нејзините деца кои растат гледајќи сцени што ниту едно дете не смее да ги памети. Пријавив и вечерта околу 9-10, не знам како беше, го приведоа. Многу ми е тешко и многу ми е страв. Ова е приказна за жена која преживеала се и се уште стои. Што посакуваш во моментов? Целосно да имам мир, без да мислам дали ќе да се случи нешто. Барем дом да имам над глава.
Веќе утре кога ќе се врати од затвор, пак ќе дојде тука, нема кај дојде. Оваа мајка не бара милост, бара шанса. Шанса да ги заштити своите деца. Здраво, здраво! Како си? Денеска јас ти носам две лепотици. Српска, како си? Добра? Повелете. Тренирај и е потребно бойлер. Бойлер, кажете ми колку литар? А па са, како да... Имаме 50 и 80 литар бойлер. Кој? Цената ти е 7590. Тоа е помалиот. Да, се збориме А поголемиот? А поголемиот ти е, значи, 8200. Да, може поголемиот. поголемиот? Ми рече дека микро ти е потребно, така? Дали може да избираме нешто Има разлика купиме? во бојата или тоа, јас сум за кончарот сепак, значи кончарот сепак се покажува, да, се покажува ти нудам нешто квалитетна роба. Оваа мајка не бара милост, бара шанса. Шанса да ги заштити своите деца. Шанса да започне одново без страв. Денес таа не е сама ако ние застанеме покрај неа. Да помогнеме таму каде што системот задоцнил. Да бидеме поддршката што недостасувала. Затоа што кога ќе подадеме рака на една мајка, спасуваме иднина на 3 деца. Во Давидово, далеко од светлата на градот и од секојдневниот метеж, постои едно семејство чиј живот секој ден е борба што малкумина можат да ја разберат. Зад скромните ѕидови на нивниот дом, во простор кој одамна престанал да биде само куќа, туку станал символ на издржливост и тивка болка, ова семејство се соочува со сурова реалност. Живеат во нехумани услови, без сопствен тоалет, без основни услови за достоинствен живот, обкружени со влага, студ и несигурност. Секој нов ден започнува со истата мисла, како да се издржи уште еден ден, како да се обезбеди барем малку нормалност во животот. Но сиромаштијата, колку и да е тешка, не е нивната најголема битка. Во ова семејство расте дете кое уште од најрана возраст ја води најтешката битка. Битката за сопственото здравје и за својот живот. Едниот бубрек веќе му откажал, а другиот, единствената надеж, функционира со само 30%. За родителите, секој здив, секоја ноќ и секое будење се исполнети со страв. Страв од повик, од лоши вести, од нова криза, од моментот кога ќе треба повторно да се соочат со болниците, терапиите и неизвестноста. Па тука е моја комшика, му даде јогурт, почна да повраќа и од таму однесовме у Гевгелија. Проспавме на ноќе у Гевгелија, потоа со брза помош го однесовме во Скопје. Зошто? Што ви кажа? И дето беше в кома, че беше в кома. Цело време го морав да се не заспие. Јас бех со него, че не заспие. Цело време беше се губе. И само го морам да се разбуда, да стигнем поскоро до Скопје. Таму му даде инфузија, го стија. И потоа веќе, кога се качиме веќе горе на 6 спрат, таму го снима. И тоа што откријам ти бубресте, един е голем, един е малечок. Ова е приказната за еден татко. Човек, чија љубов кон своето дете нема граници, но чиј живот е исполнет со страв, грижа и неизвестност. Он има болки, он има болки страшни, затоа отидовме. Он има страшни големи болки, не можам да го држам се во раката. Не може, оде и ќе се она свести. Како да го спасам, не знам и јас, веќе би ја дал душата да го спасам, абе тоа не можам. Да го гледам така, као родител, не само за мене, јас реков ќе го жртвувам животот за него. За никој друг, ама за него да. Денес, во срце на дланка, ќе влеземе во нивниот дом, ќе ја почувствуваме нивната реалност. Куќата која што ја споминавте стара е 125 години, или Да. 120, колку да ми За кажат. толку е веќе. Реално ви се и нехумани условите. Знам. Има потреба и од средување, затоа што ова детенце треба да живее во Сакам дечка нормални соба да го услови. направив. И ќе пробав сам. Купував една вреќа цементо за да направам нешто, еве и зидот ми падна, не можам ни сам, имам 2 вреќи, не можам да го направам.
По него одиме по болници, сега ми се закочи работата ептем. Тоа ќе пробам што можам и јас сам. Каде ви е тоалетот? Горе ќе се качите горе, значи не дозволено не може да дојме горе. Чив дел е горе затоа што На ви е татко ми. дозволено? Се е преку татко ми. Значи оние се таму, значи го користиме тоалетот, значи тоалетот и за туширање го тушира, тука немаме. Проблемот е што он веќе страшни болки. И баш ќе снимам да видат кога ќе легне на земјата, кога ќе видиш детето да ти леже на земја, не е живот тоа. Не ми треба ни пари, ни ништо кога го нема, него го нема. Значи не ми важи ништо. Знам некој во раката го држевме. Значи не е проблем, неговото здравје е битно. Само да оздрави, не сакам ништо друго. Друго не сакам повторно и него да го изгубам. Што најмногу ќе ме заболе. Срце на дланка. Приказни што допираат до срцето. Здраво! Како си, Лана? Добро. Дојде во Скопје. Здраво, Коста, како си? Денеска си доста расположен. Убаво си поминуваш во Скопје? Браво! Ајде први да го викнеме и нашиот домакин, затоа што јас веќе како домакинка тука почнав јас и да продавам. Добар ден, извини, јас не те поздравив. Браво, Бојан, сумес. Си ги пречекав гостите и почнав јас да се раскажувам дека јас ќе ги прошетам низ продавницата. Може, прошетајте. Па веќе јас сум домакинка, како рековме. Ајде, сите заедно тогаш да почнеме. Елена се уште не знае точно што ќе одбере. Нека разгледа први па ќе си одбере што сака. Дали имате перална? Не. Па ако сакате ќе отидеме на кај пералните и ќе си видите или некои други помали апарати. Видете како бе процени. Електричен шпорет има исто. Да. На кај пералните, на таа страна се, па ќе видиме што ќе повели води ги твои гости се сега. Елена, како до сега се сноѓаше за да ги испереш дечињата, за да си испереш самата себе? Сам кога големот син што ме намитко, тогаш перам горе. Мислам дека ќе ти го олесни секојдневието премногу. Да. Дали сум во право? Право си. Многу ми се свиѓа твојата скромна насмевка, Елена. Се надевам дека ќе те направам барем малку среќна. Да. Срце моје, ајде, дојди. Ајде да видиме уште нешто. И овие не се пријатели, така да ќе пуштат некој попуст. Нешто вакво сакаш, миксерче, електрично гезве, што ти е потребно? Што ти е попотребно, миксерот или бокалче? Бокалче. Ние се предомислуваме, ќе најдеме или нешто за... Ќе најдеме, не е проблем. Ајде. Кој сакаат, тоа може да го направиме. Ајде, бокалче, може би стварно ќе им биде по... Побрзо, за бојчка. Може. Може? Да. Готово. Се надевам дека се ќе биде во ред, ќе се видиме ние повторно и сигурна сум дека овој пат ќе собираме финансии за да може да се плати извештајот и да се зема од вистина. Ти благодарам што дојде до Скопје. И вас благодарам многу. И се гледаме повторно. Детето ми бара јадење, а ја немам да им дадам. Тоа плаче на една страна, јас плачам на друга страна. Не можам да му дадам, а тоа бара. Катерина Печуркова имала дом полн со љубов. На самата помисла дека порано ми беше супер во животот, до сега да ми е толку да сум, па да не кажам несрекна, мојата несрекна. Израснала во академски граѓанин, жена што верувала во трудот, знаењето и честниот пат. Имам земјоделски факултет завршено, дипломирано све тоа, ама со него не можам да најдам работа. Работев едно време во тука кога дојдов паркови за винува. Сум се мачала 5-6 години да го учам факултетот, а да не можам да најдам работа со него, па и жалосно. Станала сопруга, мајка, жена што верувала дека има се. И во 2021 останав времено со трето. Ама во 2021 он се дружи со лошо друштво, да кажам. Почна да пие, почна малтретирање, го пријави во полиција. Како да не беа заинтересирани да помогнат. И од
Од тогаш он нема ни доаѓано, нема ни да ги доеда децата, има одредена алиментација, све судски сме разведени, ама не плаќа ништо за децата. Зад нејзината тивка насмевка стои мајка што секој ден се распаѓа и повторно станува. Ете, прескаме моја, вика да сакам јогурт и леб дробено, а нема јогурт да им дадам. И буквално плачат за јадење. По емитувањето на емисијата почнаа да пристигнуваат повици, пораки и помош од хумани луѓе од сите страни. Граѓани донираа храна, облека и финансиска поддршка, а компании и добри луѓе понудија можности за работа и нов почеток. Немав надеж некоја голем дека некој ќе ми помогне. Очекував некоја 1-2 донации, 3. Нешто да ми се даде и толку да се замре буквално. Ама ете, телефонот буквално не престана да звони откако ја дадовте на интернет. Баба нам да кажа дека супер поминав. Имаше голем број на донации. Прво и на нив да им се заблагодарам. Доста ми донира и од храна и од парични средства исто имаше доста што ми донира. И од школото на Габриела кај што учи. Од цело школа и плюс од класот што има собрано доста. Од дојде и градоначалникот, да. Рече дека ќе ја прави куќата, кровот, купатилото од внатре ќе вако. Рече дека ќе ни купи кревети, и 2 креветчиња за децата и плюс шпорет, ни рече. Денес ја посетивме општината каде што градоначалникот на општина Газибаба изрази целосна поддршка за Катерина и нејзиното семејство. На почеток морам веднаш да потенцирам дека штом ја видов сторијата на емисијата Срце на дланка на Алфа телевизија, веднаш беше контактирана Катерина. Утрен да направивме посета на нејзиното семејство, однесовме поголем дел намирници на храна за да има за одреден временски период и ги видов состојбите во кои што функционира таа и нејзиното семејство. Потоа формирав една иницијатива, поразговарав со повеќе општествено одговорни компании кои што се приклучија на иницијативата и прифатија да извршиме реконструкција на домот на Катерина. Согласно нејзиното барање и состојбите во кои што се наоѓа објектот, првично ќе направиме реконструкција комплетна на кровот, на санитарниот јазел, на тоалетот и на спалната и на детската. Дополнително ќе обезбедиме нов мебел за спалната соба и за детската соба и нови апарати од бела техника, согласно на што е потребно, фрижидер, шпоред и така натаму. За само неколку дена, животот на Катерина почнал да добива нова насока. Ни донира од Виница како инвалидско моторче, може да се каже, за 3 деца, да може 3 деца да ги стави, да може да ги однесе до градинка, до школа, за да можам јас да работам на рад. Да не се грижам кој ќе ги носи, кој ќе ги враќа, ако се задржам случајно. Едни донатори ни донесува нов фрижидер, ни го напунија фрижидерот и плюс гарнитура за 5 осет за седење, маса и плюс као регалчиње, што ни донира. Во моментов, подобар живот и само што работаме. Јас очекувам, уште колку ми се јави човекот на градоначалникот дека зборува дека ќе ми се јават за потпишување договор, ја ги чекам секој ден да се јават. Покрај тоа што ќе го реконструираме објектот и ќе однесеме соодветна опрема, поразговарав јас со градоначалникот на град Скопје да видиме дали има можност таа да се врати на работа кај што била претходно вработена во јавното претпријатие Паркови и зеленило на пунктот во Ченто, бидејќи согласно информациите кои што биле на нејзина страна, таа некаде во периодот помеѓу 2021 година и 2022 година била избркана од тоа претпријатие. Благодарение на хуманоста што се пробуди кај македонскиот народ, граѓаните од многу делови на државата се вклучија и помогнаа. Прво, најбитно сум многу благодарна што воопшто некој ми помогна. Ја не очекував дека толку ќе ми помагаат, толку ќе се има одзив за да ми помогнат. На сите кои донира, сега може не ги знам точно на сите по име кои беа, на сите кои ми донира, многу сум им благодарна. Нејзината приказна ќе остане во срцата на сите кои ја поддржаа. Единствено што и треба сега е да го направи тој последен чекор и да се врати на своето работно место, знаејќи дека целата земја стои зад неа.